Бензинот Евро Супер 95 одноќеска на полноќ поскапува за половина денар по литар, а цената на останатите горива останува иста. Новата малопродажна цена на Евро Супер 95 изнесува 67 денари за литар. Евро Супер 98 ќе продолжи да се продава за 69, Евро Дизел за 60, а екстра лесното масло за домаќинство за 49,5 денари за литар. Министерството за здравство соопшти дека јавниот повик за изразување интерес за работа на доктори на медицина во примарната здравствена заштита се продолжува до 30 јуни. Од Министерството ги повикуваат заинтересираните доктори на медицина со лиценца за работа во примарната здравствена заштита да се пријават и да достават писмо за интерес до Министерството со цел да се обезбеди можност за работа во траење од 6 месеци. Јавниот повик за организиран одмор на работници чии месечни примања во семејството не го надминуваат нето износот од 22.000 денари е објавен денеска и ќе трае до 30 август, а користењето на годишниот одмор ќе може да се реализира најдосно до 30 ноември 2019 година. Ова година сме направиле една мала измена, каде што овие ваучери ќе може да се користат само во туристичките дестинации, како што се Струга, Охрид, Бова Шапка, Берово, Дојран, Бресен и слични. Ние веќе сме направиле договор со 25 хотелиери. Граѓаните што се сомневаат дека нивните предмети во судовите не се распределени електронски преку АКМИС системот, туку на рака за тоа може да се обратат до судовите каде што се водат предметите. Значи има некои граѓани кои што се обратија до Министерството за правда со оглед на тоа што комисијата кога врши увид не врши на конкретни предмети, туку генерално на функционирањето на системот. Ние како министерство немаме податоци кои предмети биле, значи поименично и ги препраќаме до председателите на судовите, бидејќи тие таму имаат податок што било дадено надвор од системот, што не, така што тие граѓани ние директно ги патуваме и ова е апел да си бараат, значи во самите судови информација за тоа дали нивниот предмет бил даден на рака или дистрибуиран преку АКМИС.